како што ви најавив на почетокот, денес имаме гостинка во студиото со која ќе поразговараме за хуманите вредности од верски карактер, а овдека со нас во утро ја имаме Тања Јошева, жител на село Криволак. Добро утро, Тања, и добро ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Јас многу ти благодарам што се одзва на мојата покана да бидеш дел од утро и ете одблиску да ги запознаеме гледачите за настанот кој ќе се случува во недела во селото Криволак. Која беше иницијативата и ајде кажи ни се поред. Јас пред се сакам да се извинам, малку сум на стената. Вака иницијативата беше лично моја. Ние како млади во селото се трудиме и да останеме овде и сме активни околу црквата. Нашата црква во Криволак е Свети Спас. Имаме просторија која е одредена за крштелно, но немавме средства да се опреми. Па одлучивме да направиме некој хуманитарен настан. Со тоа што би дошле до средства за сето тоа да може да се изреализира. Јас за тој настан бев понесена од еден настан што се случи во село Курија. Јас сум инаку од село Курија. Така. Мажена сум во Криволак, мајка на две дечиња, Теа и Марио. Така. И настанот беше во 2019 година. Тоа беше хуманитарен настан од страна на вештите жени од сите региони. Таму од настанот средствата се донираа во црквата, каде што се среди црквата, се ставија плочки, трапезарија, па така решив со тоа да го прашам одборот дали би ми помогнале сето тоа да го изреализирам и овде. Тие веднаш се огласија и прифатија. И така во соработка на црковниот одбор и на жителите од село Криволак и се јавив на претседателката на вешти жени, Снежана Жана Стојановска од Тетово и ја кажав мојата идеја и таа одлучи и реши да ми прифати. Да ми помогне и да ми даде поддршка. И со тоа одлучивме настанот да се одржи во црквата, во дворот на црквата, на 4 мај во недела. И ќе има штандови со храна. Храната ќе биде дома приготвена и ќе се приложи на штандовите. Секој што сака и е во можност, би било добро да присуствува. Така, за да се дадат, нели, средства со самото купување, тие средства одат за црквата, за опрема за кршталницата. Пошто ние сме големо село и црквата ни е доста убава и убаво е да имаме и крштелница. За да може децата да се крштеваат во самата црква, да не одите, например, до Неготино. До Неготино, да. Добро. Покрај тоа што ќе има, нели, изложено храна и пијалоци, предпоставувам. Имаме мирачни изработки. Така. И тоа исто имаме донација од Ариле Декор од Пепелиште, каде што ќе ни донира икони. Иконите ќе бидат на лицитација и секој што сака може да си купи. Значи ќе има икони за да може да си купат тие што ќе дојдат. Исто така ќе имате и дел од музички, како да речем да се покрие настанот и ќе има и музика. Еве да им соопштиме и тоа, дека ќе има како забава, да речеме. Ќе настапи и основно училиште Владимир Арсовски, дечињата ќе имаат настап, Уникат бенд исто така ќе ни настапува. Ќе се дели лепче со паричка, да видиме кој ќе биде сречникот. А како ви е замислено тоа лепче со паричка, кога ќе се дели? Со кумство, како ќе биде, дали секогаш ќе биде на 4? Ева, за тоа не сме разговарале, треба да одлучиме и другите дали сакаат, пошто ние сега во иницијативата е наша. А инаку, ако одиме со вешти жени, тие се делат лепче со паричка и на кога ќе му се падне паричката, тие се кумови и таму се случува настанот. Така беше во село Курија. Тие се кумови од жените фактички, на која ќе се падне лепчето, ако е од Прилеп, ќе биде настанот во Прилеп. Да. Добро. Значи тоа е интересна традиција, па да се повторува треба, а на тој начин и да се соберат средствата. Од кога почнува настанот? Настанот почнува од 12 часот, почнува програмата. А ако некој сака, например, да си донесе храна за да биде изложена на штандот, тоа треба да биде најдоцна до 10 часот. Значи, отворена е поканата и за останатите домајкини и домајкинки кои сакаат да изложат било што за да помогнат на црквата, може да го направат. Може да донесат, да. Така. Претходно може да ми се најават заради тоа што ќе треба да ставиме штандови, ќе треба маси да се за сето тоа да има место.
Така, за да има каде да се постават. Се надевам дека ќе дојдат што повеќе луѓе и дека нели ќе сето тоа ќе се изреализира и што повеќе ќе се соберат средства. Да. За крај нешто имаш ли да додадеш? Така исто заборавив да напоменам дека ќе има и ручек. Секој што сака може да си руча за здравје. И за крај може да кажам само дека пред Бога сме сите исти. Така е. Се поканувам сите што би можеле и што би сакале да дојдат. Така, ета. Во недела ако сте слободни, не сте на работа, немате некои позначања и активности, добро би било да го посетите селото Криволак, да уживате во прекрасна музика, добра храна, а со тоа и ќе дадете придонес за да се направи крштелницата во селото. Јас ти благодарам што беше дел од утро и здраве Боже, да се надеваме дека се гледаме во недела и ќе видиме како ќе се одвива настанат. Фала ви. Драги наши гледачи, ние продолжуваме понатаму, како што кажав, доколку сте слободни, обавезно посетете го селото Криволок, затоа што селото е интересно, убаво, живо, со жители, меѓутоа, им треба помош околу крштелницата и ние сме тука должни да помогнеме секој на каков начин можеме, затоа што така не учи и Бог да помагаме онаму каде што е најпотребно.